Анастасија Михаилова, Средно општинско училиште Љупчо Сантов, Кочани, 4-та година. Во името на сите родители, херои. Вака сместени во удобните седишта на оваа сала, за момент ви предлагам да ги соблечете вашите чевли и заедно да ги облечеме чевлите на една мајка. Бев во 5-тиот месец од бременоста, спремна да го дознавам полот на моето бебе. Се што сакав да знам е која би била најдобрата боја за бојадисување на ѕидовите во неговата соба. Бојата на креветчето, на хранилката и ред други работи, не насетувајќи го пеколот што беше пред мојот брак. По завршувањето на прегледот и сите процедури, неговиот пол беше откриен заедно со уште едно големо изненадување. Изненадување кога докторот рече можеби има генетско нарушување. Беа доволни 4 збора, нешто помалку од 2 секунди за мојот свет тотално да се сруши пред моите очи. Од ден во ден, тонев и тонев во се поголема депресија, сето денот кога конечно се сретнав со тие очи. Очи од кои што извираше жар, љубов. Очи од кои што извираше живот. Очи од кои што ми се заматуваше видот. Но тогаш јас не знаев дека Даунов синдром не е болест, туку начин да се постои и да се биде. Подоцна работите течеа во најдобар ред, се до еден ден кога влета во својата соба и ја тресна вратата толку силно што јас се поместив од место. Итав кон неговата соба и тропнав еднаш, ништо. Тропнав 2 пати, пак ништо. Го прилепив увото до вратата и слушнав тешки прегушени липоти. Отвори ја вратата, пиле мамино, што и да, мамичка ќе те изслуша. Слушам како клучот од бравата полека се врти и неговото лице се појавува со рацете кренати нагоре кон мене. Низ липот и со повремени паузи ми вели. Бев во паркот, оној во нашето мало, заедно со Марко, Матеј и Јован, и дојде едно големо дете и ме турна на земја и ги праша моите другарчиња како може да си играат со грдо дете како мене. И им рече дека моите родители не ме сакаат и доста велам. Доста, мамичка, тоа не е вистина. Велам, за да ја потиснам болката. Тоа не е вистина, велам. Солзи од очите ми пајаат како 2 реки. Јас не можам да ги изнесам сите чувства кои што моментално струјат низ моето тело. Со што ова дете заслужило да биде подценувано вака од општеството? Со што оваа мајка заслужила да ја трпи болката и навредата за нешто што не е во нејзина контрола? Нели сите сме исти? Нели сите сме еднакви без разлика на нашата боја на кожа, пол, возраст, големина, раса? Зар оние кои што се различни треба да ги потиснат своите цели и амбиции затоа што некој друг ги осудува? Нека останат овие прашања така да висат во одговорот, па оној кој што ќе го има, нека дојде и да ми одговори.